До година ништо важно не може да се случи на економски план. Кога има избори, економијата станува заложник на политиката, велат од Сојузот на стопански комори. Во услови кога земјава не доби датум за старт на преговори со Европската Унија, растот 3,5% годишно е недоволен за натамошен развој. Ако бизнисот планирал нови инвестиции, странците нови вложувања, фирмите и граѓаните изградба на патишта, пруги, училишта и болници, сега сите тендери се замрзнуваат, а планираните проекти ќе чекаат подобри времиња. Она кое што го гледаме во изминатите неколку години се рефлектира токму поради ова што во изборните циклуси економските активности се значително намалени. Делумно поради тоа што тие имаат неизвестност, чувствуваат неизвестност граѓаните до ловната заедница. Не се сигурни кои ќе бидат исходите од изборите, меѓутоа и сето она кое што самиот систем како таков го нуди, им влева некоја нестабилност, несигурност, политичките препукувања, дефинитивно се оние кои што ги двоумат за тоа дали да отпочнат или не. Бизнисмените не одговорија директно дали владата ќе искористи оваа состојба да скрои буџет за 2020-та препон со популистички мерки за купување гласови. Откако неколку години поред пензиите растеа незначително, усогласувајќи се со трошоците за живот, Заев веќе најави дека токму до година ќе има адхок зголемување на пензиите, потек што како опозиција СДСМ жестоко го критикуваше. Бизнисот по кој знае кој пат побара буџетот да биде ориентиран кон капиталните инвестиции. Верувам дека креатурите на политиките си се одговорни за она кое што се нивни политички одлуки, дали тие ќе им донесат или не резултати на избори, ќе видиме од како ќе ги донесат тие одлуки. Во секој случај, ние сме тие кои што дотираат и го полнат буџетот и тие за пари на стопанството и на граѓаните и на кој начин ќе изберат да го искористат, тоа ќе видиме и секако и граѓаните, меѓутоа и бизнисот ќе го даде својот глас на следните избори. Добивањето датум за бизнисот значеше надеж дека отварањето на соодветните поглавија со Унијата ќе донесат борба со корупцијата, владење на правото и поголема сигурност за развој на нови инвестиции.